Здраво, другари! Здрава криптореволюция! Значи днес одеме, чекай да активираме таймер, да не улезам от васалата аналитика. Днеска, другари, имаше наградна игра, т.е. да се добие значка. Мислам дека ќе нема никаква улога у играта, у Star Atlas, но мислам мене ми беше задоволство да станам у 11 плюс дисциплина. Да станам во 11 и да... Само една секунда да видиме. Амазон. Значи да станам у 11 и да пробам да освојам некои тикети. Ќе ви покажам после колку освоив тикети. И со тие тикети ќе се надпреварувам за $15,000. Бек ќе добијам некои бродови кру. Ќе видиме што ќе биде. Чудото ќе има наградна игра и чекай да го виш. Значи ќе има наградна игра и утре. Мислам дека нон-стоп ќе дават тикети. Овие 6 дена, тоест уши 5 дена. Мислам дека нон-стоп ќе дават тикети додека не се извлечуват на август 2, додека не се извлечуват тие бродови. Значи тоа е 11 сата е тука, значи вие сте 9 сата напред. Че изключим камерите, брат, ме нервират. А тоа е... изключив ги камерите, пошто да не титкат нон-стоп. Значи, дека стои... тука у Америка, мислам, јас сум West Coast, јас сум 9 сата назад од вас. Тоа е 11 сабајле тука. Кај вас е, колку ќе му дојде? 8 сато вечерта, тоа е 20:00, значи 8 сато вечерта. Брат, супер време откако сте се завршили со вашата кафе шема. И кој сака на Дискорд се уклучува и следе шо поставуват, нели, прашања. Тоест, треба да напишеш _, claim и се појават две точки и пишете, например, зборчето што се го кажале и добивате тикети. Ја добив, ќе ви покажеме колку тикети добив. Фактички ја добив тука многу лошо сум ја постирал сликата. 100 тикети добив за тај, нели, _, claim и се појават две точки и го напишав, не се сеќавам што зборче беше, некој kick-off или не знам што беше, напишав го и 100. После второто добив 2460 тикети, дадеа кодно име, нели, _, claim, две точки и го напишав името у Discord у чато. Чекай, зашо не го уклучив ја... Најискрено сакав да снимам видео, ама немаше да можам исто време да снимам видео и да одам клейм на кодовите, нешто ќе збркав, така да... Значи, дадат го линко и уклучувате се и кога ќе постават прашање, _, claim, две точки. Борис од нашата група успеа да направи клейм. Значи на Discord Star Atlas внимавате, например, со кој пишувате, нема никаков да натискате линк, значи од било кој да ви пише, значи они кажат што е, лесно е. Чекај дека одемаме, че да дали уствари снима, нема да направам некоја грешка. Значи и направив и batch, дадеа код и batch code claimed. Значи, земав ги, ништо не ме кошташе да станам 1 сат порано. Ја најчесто седам до сабајле, али овај пат си легнав порано за евенто. Кај Beyond the Horizon исто ќе дава награди 400 тикети ако му коментирате под видеото. Еве, виши имат и соработка со геймери. Имат соработка, значи дават и инсайдерски информации и за возврат овие ќе почнуваат да ја рекламират Star Atlas, значи почнуваат со најголемите, мислам со крипто гейминг
кажи го на Twitter кой се от крипто гейминг по-така яки канали, Star Atlas почнува да ги контактира и да соработува со нив, сигурно ќе плате у бродови, у токени, не верувам да и дава кеш, значи тоа е лудост. Мислам дека договора е ќе и дае бродови токени и овие ќе тестират играта и ќе почнуваат да играат, пошто тие бродови овие ако сакат може да ги продадат одма за кеш, така да еве со овај тип ќе онадуват, следат го 15.000. Крипто гейминг ютубер 1 милион прегледи има, значи 1 милион прегледи не е малку и почнува да објавува. Значи ќе биде интересно. Еве тај беч како ќе изгледа. Нема да има, како што кажа, у играта нешто специјална премена, едноставно го добивате. После некој може и да го продаде ако сака. Мислам дека денеска околу 300 луѓе беа у живо уклучени, значи околу 300 луѓе ако се успеале да напишат клейм. 300 луѓе се го земале, не е многу 300, значи сигурно некој стаја да се продава, можда. Зависи колку геймери се, добри. И другари, добро е дека е видеото. Еве арената, да се надевам брат, галеме дали ќе има монетизација или не. Значи без тоа вие претерават од YouTube ми го блокнаа 42 минути видеото, затоа што 2 минути сум го пуштил трейлеро на Супермен. Па шо го ставате тога е тај трейлер? Плюс го рекламирам јас за повеќе луѓе дијат да го гледат филмо и они ти стават забрана монетизација. Значи правиш видео 42 минути, ама 2 минути се проблем. Зашо музиката била, па некој пат музиката нема, па значи овие од YouTube значи претерават некој пат. Не некој пат, секој пат брат претерават, ама тоа е што да правиш, мора да ги трпе. Иначе графиката е се појака и појака, ово е финална Пазул арена. Гледај брат. Јак сум луд по Counter Strike што играев 200.000 години, од сабајле до вечер. Значи гледај го брат. Гледај ги овие хероите, титаните, гледај како е направено, детали, тоа ми се свиѓат деталите. Значи тука гледај брат, тука ќе биде пуцачината. Се подобро и подобро станува, се повеќе оружја, ќе има да се отклучуваат левели. Много ми се свија брат. Наместо да играам пуцачина, гледај го овај дел. Наместо да играам пуцачина што како Counter Strike ништо не ми дава пари, че време е да се префрлеме на овие работи кои што ќе дават токени, награди, скинови, оружје ќе се продават сигурно, ќе биде интересно. Значи гледај го братче, гледај го чудото. Ќе се унапредуват сите овие работи. Гледаш Shield Points. Јас сум устур. Јас сум овие чуда ако некој прашува. Јас сум овие брат. Устур. Ово е демек вештачката интелигенција одела толку напред, ово е телото и више се исти како нас луѓето демек размислуваат како нас. Sentient being биле 300 чуда, јас сум у игрите, никош не ги бирам луѓето, секој сум нешто друго. Значи јули 30, New Shooter Mode, значи ќе се игра на јули 30. Чека да видиме само видеото тука дали нешто плюс покажа. Тоа мислам дека е истото. Or CNFTs, you're going to be able to level those up, earn loot, earn unlocks, and generally be able to level those up, earn loot, earn unlocks, and
Actually, it's a great section of this where you can see Значи гледаш ови колки си играе, ки се отключват левели. the ability to customize your bubbies, to customize your soul jetties or your palm jetties, and access your custom loadout for your weapons. These are all going to be unlocked as you progress along. And so it's Значи колко повече си играе и се участвува у играта, ке се кастомайски има сигурно и на оружие, и на нишан, и на самата облека, и армор, и на се. Значи ке се отключват работи, после сигурно и ке се продават, ке видиме какво ке видели, битно играта има напредък. It's going to add a whole new layer of dynamism to how you play and how competitive you are. And for those of you that are out there grinding, you're going to unlock all of Баш ке the сголям да coolest видам дали ке ми mods блокират that you после. can add to your character. So that's just one piece, but yeah, guys, feel free to jump in here and talk about some of this other stuff. Point something, and then you can play. It is an unbelievably monumental release. It is so good. There's new weapons. Like I said, first polish, full map, new loadout system. The loadout system is deep. It's really cool. You can see it already. Yeah, They're change so many different things. You're gonna have to make these decisions. I can't wait. I can't wait for you guys to get your hands on it. It's gonna be really good. Yeah, exactly, Dom. And one thing that really caught my attention is the meta building. Because right now, we have options of adding different boobies. We have different weapon loadouts. So you and your team will be thinking together on how to maximize efficiency in the map that you are playing, in the game mode that you are playing. And this opens the door for Другари, Such a good. ке огледате видеото, Santi, ке биде доста The интересно, prices че видим дали нещо for this друго имаше other плюс. So I'm currently in the middle. Че да видим дали имаше нещо друго. Welcome in America, дека интернето е high definition е проблем. А тук бе я пуштили. Are far away. Well, actually, it's right here in the metaverse. Баш намерно правим да видим дали ке ми блокират монетизацията, защо ги пущам овие работи, сголемено, не сголемено. Star Atlas. It's so. Друго интересно, значи, чекай, дека беше типчето, ми рече исто да тестирам, много яка музика има направено за Star Atlas, заедницата. Моята умилена игра, братче, StarCraft. Чекай да видим тук. Ме интересира дали може да се пущат овие музики, дали YouTube ке ми го блокира видеото, ќе тръгне монетизацията баш на тия точки, дека съм ја пуштал музиката. Това ме интересира, или дали ќе можем от други видеа да ја користам оваа музика. Значи што е финтата, ќе треба кога ќе прикажам видеа, например, да не ја пуштам оригиналната музика, туку да си пуштам музика моја, или еве например овај вика дека Subverted Norms вика дека музиката била креирана и е фри, да видиме. Баш да видим да ги пуштам, да видим дали ќе детектира YouTube. Айде да видим. Ке ги извъртам сите на бързина. Да видим дали YouTube точно ке ги фани, ке ми пише, например, дали сакам тия минути от видеото да ги тръгнам, за да ми продължи монетизацията. Монетизацията не е дека кой знае каква е у колко години крипто е $102. И то не можем клейм да ги направям, не може да ги вземам, затоа ще ми трябваше македонски пасош, нямам македонски пасош. То дори в Македония, ако ги отидам да извадам македонски пасош, да го покажем на YouTube, дека съм си селил от Америка, пошто не съм американец, и дори тога и да можем да направим клейм на тия $102. А пак ако се сголемува гледаността, одека знае да може $100,000 додека си дома в Македония, ќе треба клейм да направим.
Типчето си направил музики, защото демек ние можем да ги користиме на YouTube. Баш да видиме. Че мислям дека имаш уж една. Ова не му е баш. Той е другари, чисто музиките ги пуштив, да видам дали ќе ми ги детектира YouTube и дали ќе ми го блокира видеото. Тоа е другари, ово кратко видео. Кој следе, гледајте да се уклучувате у 20:00, значи 8 сата вечето Македонија, и да си направите клейм на тие тикети и сте у игра за $15,000 најразлични бродови. Другари, $15,000, значи ово чудо вчера се продаваше за $5,000. Вчера се продаваше за $5,000. Тај брод е карго, значи собира многу брат карго, значи замислете си тоа да ви се падне и дојдете да копате у Sage Labs. Збореме за добра паричка. Fimbul Mamba X ки има исто. Calicos Shipit, брат, костават некои имиња, брат, не знам. 12 платиниум 5 ки има екипаж, 13 голд 5 пакет ки има, 14 ки има силвер, значи од тао може да ви се паднат доста вредни награди, например, може да ви се падне некој мистик нешто, ретко чудо, кое шо ја еден шо имав ми вредеше многу пари, околу $3,000, ама не го продавам. И че ако сака да падне на 100, јас си геймер, ќе си го чувам тај екипаж, натаму ќе го надоградуваме и ќе видиме шо ќе вреде. Значи гледате ќе имате големи бродови награди, ќе имате екипаж награди и ќе имате помали бродови, значи Fimbul Lowai ќе има Vzus Solos, Огрика Рач, или кој да се чита, со нивните забегани луди имиња. Ке имате исто еве тука Platinum 17 пакета, 18 голд пакети, 24 силвер пакети и се вкупно моментално на оваа маркет цена е $15,000 у награди, in-game награди. Така да станете, јас треба да станам у 11 сата, вие вечерта после кафе шем у 8, седнувате на Discord, уклучувате се и чекате да стават код, и да напишете _claim 2 точки и кој е кодо, enter, а пред тоа треба да го копирате и кажи го треба да копирате тука, треба да го копирате волето и да го ставите таму, ќе видите какво ќе ви покаже, ќе го ставите, значи, волето, за да може да ви го пушта тај, кажи го, да може да ви го пуштат тај, ја утре ако можем ќе се уклучам, да ви го пуштат тикето или јас извинувам, кафе шемот удара, нема пиво, на вода сум. За да ви го пуштат тикетите, не може да се концентрирам, уште спијам. За да ви ги пуштат тие тикети, треба да имате адресата поврзано таму. Нигде не е поврзано уствари адресата таму, ќе видите у чатот дека се става. И бото ќе ве коригира дали сте ја добро унесели или не. Така да, ако може да се уклучам утре да снимам, ќе снимам. До сега мислам дека само Борис има клейм успеено направи, другите уопште не ги интересира, така да многу се богати валјда и не си играе лотарија. Кафе шема е побитна. Не верувам у 8 сата вече да се били на работа. Топло е, лето е, така, другари. Тоа е, значи, наградите, кој си направи тикети си направи, ако добие награди, добие. Здраве да има. Поздрав!